По есенската премиера, новиот Peugeot 508 конечно се најде и на нашите патишта. Бевме меѓу првите што го пробаа на тест возење кое Euroimpex го организираше за новинарите. Патувавме до Битола, градот во кој традиционалното и модерното се испреплетуваат на својствен начин. На располагање ни беше скоро целата гама, недостасуваше само основната верзија. Прва дестинација ни беше новото дилерство на Peugeot во Битола, компанијата 365 ауто, каде меѓу нас ги разменивме своите импресии од возењето. А тие беа скоро едногласни. Француската лимузина е радикално нова и нема ништо заедничко со претходникот. Таа повеќе не е семејно ориентиран модел, туку трендовско купе со моќен дизајн. Острите линии и одлично излечените рабови доминираат со изгледот кој привлекува сечи поглед. Агресивноста е нагласена со маската дизајнирана како стартно целно знаменце. Скоро рамните површини на поклопецот на моторот, вратите без рамки за стаклата и линијата на покривот што се спушта ја дефинираат брзата силуета. Целината складно е заокружена со малку мекоз обликуваниот заден дел со високо поставени светла. И внатрешноста е подеднакво модерна и сосема поинаква од онаа на досегашната 508-ка. Во неа владаат третата генерација на дигиталниот iCockpit и малиот управувач несвојствен за возило со ваква големина. Седењето е ергономско и дава впечаток дека возилото е обвиткано околу возачот. Тоа не е само чувство, туку последица на помалите димензии, на што ќе реагираат купувачите кои повеќе ги ценат традиционалните вредности на марката. Ваквиот пристап го комплетира целокупниот спортски карактер во кој возачот е фокусиран на патот пред себе. А новиот 508 него го голта со леснотија. Дури и дизелот со 160 конски сили на кој му посветивме најмногу внимание е сосема доволен за остварување на сите желби. Но сепак заради самото чувство што го всадува 508, возачот некако очекува повеќе. Затоа придонесуваат и неутралното однесување во свиоците и одличното држење на секаков вид асфалт. Заслуга има и повеќе од солидната опременост, која се одразува и на цената. А таа се движи од 33.600 евра за основниот модел, па се до 49.500 евра за најскапиот.